Катастрофата во Гостивар продолжува. Илјадници граѓани се отруени, над 4000 луѓе се соочија со последиците од загадената вода. Тотален колапс на здравствените институции на Мицковски и Клековски. Министерот за здравство Сашо Клековски вчера соопшти дека официјалната анализа на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена дури на 20 август. Во водата има опасни бактерии, а граѓаните на Гостивар сега треба да чекаат уште 2 недели за официјалните резултати. Тогаш, врз основа на кои резултати ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи? Единствениот одговор е дека водата беше прогласена за исправна само затоа што така кажа Христијан Мицковски. Како што рековме, документ нема. Никој не сакаше да потпише и да сноси кривична одговорност. Сега знаеме кој треба да ја поднесе: Мицковски, Клековски, Тошковски. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски зборуваше за хиперхлорирање и им порача на граѓаните само да ја пуштат водата да истече од чешмите. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов јавно потврди дека во водата има опасна бактерија. Сега, истата власт бара граѓаните да чекаат до 20 август за официјалните анализи. Ова е неодговорно и недозволиво. Власта си игра со здравието и животот на луѓето. Скандалот е уште поголем затоа што загадената вода стигна и до болницата во Гостивар. Ова е целосен распад на системот. И додека граѓаните се трујат, тендер патриотите прават бизнис. Владата преку СОЗР склучила бизнис делка од околу 100.000 евра за набавка на вода во Гостивар, со директно договарање без јавен оглас. Додека народот се бори за здравје, некој профитира на неговата мака. За Гостивар мора да има одговорност. Обвинителот да не чека насоки, туку да постапува. Клековски, Тошковски и целата екипа мора да одговараат. Ова повеќе не е неспособност, туку свесно труење на народот. Одговорност мора да има.